Што правиме, нема ли да одиме? Џихан, кажи ми нешто, нема ли да одиме на клиниката? Нема да одиме. Зошто? Дај уште 2 филма. Што е сега пак? Ке ме убиеш ли сега, што? Сестро, биди смирена. Се обидеш да нападнеш Што ќе направиш? Ке ме убиеш ли, што? Не ми Што го ќе тестирај трпението. Не ми го тестирај трпението, пушти ја жената, ајде. Остави ја. Излези, ајде. Излези. Која си ти? Не плаши се. Јас сум жена што многу добро знае како се чувствуваш. Не плаши се. Не плаши се. Јас сум како тебе, заробена во овој свет. И не успеав да се спасам. Ти сепак си многу млада, ќе се спасиш. Ќе ме убијат, знам. Смири се. Никој нема да те убие додека јас сум тука. Се ќе заврши. Ќе помине. Само едно јас ќе побарам од тебе. На никого нема да му кажеш за ова, договорено? Важи? Јас ќе средам се. Лична карта, пасош, пари, се ќе подготвам. Ќе те изнесам од државата. Ме разбираш ли? Гледај, млада си. Пред тебе е животот. Ке можеш да издржиш, нели? Вети ми. Ветувам. Добро. Добро, почекај. Смири се малку, добро? Ајде. Ти благодарам. Лела, имаш ли малку време да поразговараме малку? Јас сакам да ти се извинам за вчера. Што е ова? Нашето барање за развод. Значи рече дека ќе си оди, така ли рече? Така рече таа, дај малку пари и веднаш ќе замина. Добро. Тогаш јас ќе испратам и мојот човек е спремен. Во ред ти во пратија, нека си оди, ајде. Джейлан? Джейлан, јас сум тука. Јамор. Джейлан, ме слушаш ти, добро ли си? Джейлан, што се случи? Отвори.
кажи, Джейлан, те молам, отвори. Джейлан, отвори. Джейлан. Нешто се случило на Джейлан. Што се случи? Што се случи? Джейлан? Што направи ова девојче? Што се случи, а? Джейлан? Джейлан? Джейлан. Джейлан? Джейлан? Не се Джейлан, стани! отвара. Джейлан! Не се отвара. Джейлан! Помош. Джейлан! Да ја скршиме. Да ја Джейлан! скршиме вратата, чекај. Чекај. Чекај, Јас тргни ќе се, тргни Чекај, се. чекај. Внимавај. Джейлан! Тргни се, чекај. Чекај малку. Внимавај. Джейлан? Джейлан? Джейлан. Джейлан? Гледај ме, Джейлан. Да, Дино. Джейлан, гледај ме. Джейлан. Има пулс, има пулс. Полека, Земете полека. ја. Ајде, Земете Толга, ја. ајде. Полека, дај. Ајде, земи ја. Ајде. Ајде, оди напред. Оди. Оди. Нека поврати. Само држи ја за глава. Дојди. Оди на другата страна. Кажи, Нурај. Што? Повели, Јамор. Што? Повели Девин, Ало, Аслан. Джилан се разболела. што зборуваш ти? Како тоа се разболе? Не знам, земала апчиња или нешто такво. Какви апчиња, што зборуваш? Добра ли е? Не знам, се враќам дома. Ајде, полека душа, ајде. Ладно. Отвори го кебето. Ајде, ајде. Дојди. Многу ми е студено. Знам, душа, знам, дојди. Джейлан? Многу ми е студено. Во ред, мамо, во рете. Што ви кажав? Јас што ви кажав, а? Те молам, не е моментот сега. Ти ги даде тие апчиња, така? Не, секако дека не. Значи сите помина, а уште Джейлан остана наред, така ли тоа го правиш? Господјо Хулија, сваќате ли дека ме обвинувате без причина? Молчи веќе. Уште без срам зборуваш како да не си воопшто виновна за се во оваа куќа. Што зборуваш, мамо, ти? Господјо Хулија, зошто би го направила Јамур тоа? Што се случило порано? Зошто живееме сите на оваа фарма со толкава обезбедување? Дали некогаш сте размислиле, кажи ми? Мамо, доста е, те Те ви молам. кажам, поради Јамур. Незиното минато со дрога и искуства во Измир не направија непријатели со сите најблиски што ги имавме. Сега целото моје семејство е во опасност. Знаеш ли, Неше, знаеш? Джейлан? Джейлан? Душо? Ајде. Студено е, ладно е, повикавте Се доктор. се јавивме. Добро. Поврати ли? Да, поврати. Душа? Добро, душа. Брате, многу ми е ладно. Каде се мајка ми Јамор? Во оградина. Ке му кажеш се на брат ти. Зошто ги зеде апчињата, од кого ги зеде, ништо нема да остане скриено, ме слушаш ли? Напуштете ја собата, оставете ме сам со Во Джейлан. ред, душа. Јас сега Бра. ќе излезам, добро? Јави ми ако ти треба нешто и кажи му се на Аслан, Джейлан, добро ли? Сите излегувајте надвор. Оставете не мене и Джейлан сами, ајде. Ајде. Ајде, Лила. Докторот доаѓа за половина час. Во ред. Ќерко, Брате, дојди овде, ајде. многу ми е ладно. Дојди. Многу. Добро си? Добро Се сум. тресеш целата. Добро сум. Се тресеш, мило. Брате, Кажи ми, што точно зема, Душо? не сакам да кажам. Кажи ми, ајде, нема да се лутам, верувај ми. Ти ветувам, ајде, кажи. Побрзо, ајде. Таму. Каде? Каде? Да?
Погледни ме. Дојди овде, Душа. Кој ти го даде ова, кажи ми? Јас го најдов. Кажи ми кој ти го даде ова, те молам. Брате, јас сакав. Тој не сакаше да ми даде. Јас инсистирав. Сакав само малку да се опуштам, а ние ништо не се случи меѓу нас. Твојот пријател и јас. Чекај, кој е тој мој пријател? Джелан, погледни ме, кој е тој? Погледни ме, Джелан. Кој ти го даде ова апче? Кој ти го даде ова, Душа? А ти лозил мас. Брате, јас го побарав. Брате, тој не сакаше да ми даде. Јас побарав. Види, не сакам да бидам како татко ми. Зошто постојано ја чепкаш вратата од тој кафе, скажи ми? Една ноќ овој лав ќе излезе од кафезот, ќе дојде и ќе најде срната во оваа шума. Ќе најде срната и ќе скрши со своите раце, буквално. Знаеш што ќе се случи кога лавот ќе излезе од кафезот? Не ми го прави ова, те молам, тој лав ќе ве изеде сите еден по еден. Не го вадете Аслана неговиот кафез, оваа приказна ќе заврши лошо за сите. Немојте, сите се обидуваат да ме направат како татко ми. И ти ли сакаш да бидам како него? Татко ми беше човек што убиваше со голи раце. Немојте, молам. Тој лав, ако излезе од кафезот, нема да биде убаво за сите, не ме претворете во татко ми. Ве молам, престанете да се трудите да извадите таа страна од мене. Јусуф, најмило моје чедо, конечно дојде. Дојди, Душа. Дојди, чедо. Мамо. Дојди. Дојди, Душа. Дојди, синко, дојди. Мојот драг Јусуф, многу ми недостасуваше. Многу. Многу ми недостасуваше. Мамо. Многу ми недостасуваше. Ни ти мене ми недостигаше, мамо. Ми рекоа дека си заминал, не им верував. Реков, мојот син нема да ме остави. Мојот син нема да ме остави. Дете мое. Јас сум тука сега, мамо. Готово, никаде не одам, тука сум. Нема да заминеш, нели, синко? Нема да одам, мамо. Ти ветувам, нема да одам, мамо. Само имам една мала работа. Ќе ја завршам и ќе се вратам. И ти ветувам дека никогаш повеќе нема да те оставам, ти ветувам. Ти ветувам, мама.
се враќам наскоро. Ќе ги земам пасошите. Чичо, стигна фотографијата од жената со која се дружил Серхат. Која е оваа жена? Мојата сестра, господине Илјас. Јамур Акини е вистинското име. Снаа на семејството Сојкан. Во ред, како што ви реков. Го чекам видеото. Морам да го видам. Господи Хулја, О, ти стана навика вака да влегуваш. Што има? Што е? но сакам да престанете, господи Хулја. Што пак и рековте сега на мајка ми? Да, искрено ми досади постојано да доаѓам. Кажите ми што и рековте. Што и да се случило ме обвинуваш? Мене ме обвинуваш? Да, ве обвинувам, господи Хулја. Што добивте со тие зборови? Држите се подалеку од моето семејство, тоа ви го велам. Како одат сеансите со Садик Хидает, господјо Девин, кажи ми? Или да кажам Джихан Сојкан, така ли? Вие го направивте тоа. Се разбира да... Господи Хулја, извинете, не можам да го следам вашето темпо. Вие знаевте што од почеток, така ли е? Дури го насочевте Джихан кон мене, но и покрај толку можности не му кажавте на Аслан. Зошто? Зошто не му кажавте на Аслан? Затоа што, можеби, ова е прв пат да излезе од вашата контрола. Леле Боже. Господјо Хулја, се исплашивте од реакцијата на Аслан, така ли? Затоа што овој пат вие сте на остриот драп, така? Нели? Ама јас не се плашам од ништо, господјо Хулја. Да го кажам прво ова. Тоа што го направив беше неетички, потполно сум свесна за тоа, не се фалам. Би сакала да има место каде што би можела да се пожалите, но за жал нема такво место, не постои. Сега се разбира, ако сакате веднаш кажете му на Аслан, побрзете, ајде. Не направив ништо погрешно. Јас само се обидов да излекувам една душа која што е убиена од сопствената мајка. Тоа е се.
Ердем. Ердем. Каде се? Ердем. Каде сте? Аслан. Не е како што мислиш. Не е како што мисли, Джелан ми е како сестра. Ништо лошо не направив, добро? Ништо не направив. Аслан! Аслан! Излези малку. Денес ми рече не се плашам од ништо и го видов тоа. Го видов во твоите очи. Личеше на вистинска сојканка. Толку бестрашна, толку смела. Да дојдеш вака овде. Да му се спротиставиш на Илјас. Да се навикнеш да бидеш сојкан и да не се плашиш. Ако веќе си подготвена да бидеш вистинска сојкан, подготви се и да го видиш ова. Жената на адвокатот. Погледни ја жената. Една од двете личности што знаеја за смртта на Серхат. Таа што туку го загуби сопругот. Се сеќаваш, млада и чиста. Во најубавите години од животот. Ти реков дека ова не е договор, ти кажав. Ти реков дека за да се биде сојкан има цена. Ако оваа жена не умре, некој од нашето семејство ќе умре. Ништо не направив. Се колнам, ништо не направив. Те молам, пуштете ме. Се колнам дека ништо не направив, те молам. Ништо не направив, ме молам. Ме молам, не направив. Бидејќи ќе станеш сојкан, земи го ова и соочи се со цената што никогаш нема да ја заборавиш до крајот на својот живот.
Со мене се однесува како да немам срце. А и јас со луѓето се однесував како да немам срце. Го подготвив својот крај. Сега ти верувам. Излези од оваа кал. Исчисти ги сите работи. Немој да бидеш како мене. Не ја валкај душата и срцето, синко мој. Многу те сакам, синко. Не заборавај го тоа. Да речам дека и јас бев иста како тебе кога прв пат видов убиство. Ама Јусуф ме предупреди. Ако останеш со мене, ќе го живееш пеколот, ми рече. Јас ризикував. Понекогаш со недели, па и со месеци не доаѓаше дома. Вестите за него ги добивав од црната хроника. Се радував кога ќе видев дека нема загинати. Понекогаш полицијата доаѓаше кај нас. Морав да се колнам за сопругот. Првите пати беа многу тешки. Знаеш ли што си помислив првиот пат? Да ти кажам ли? Да го пријавам Јусуф, си реков. Сега те гледам тебе, Девин, и се сеќавам на Девин што дојде во оваа куќа пред 3 месеци. Девин што не правеше компромиси со вистината и принципите, Девин. Девин Акин. Ако таа Девин беше тука, немаше ли да пријави кога ќе видеше убиство? Вечерва наредив нечие убиство јас, Девин. За ова семејство. За ова семејство. Ајде. Пријави ме сега ако сакаш. Сели е во ред там. Слушај, планот со Ати одеше совршено. Ке се извлечевме без да си ги извалкаме рацете. Што се случи сега? Што мислиш? Што се случи? Аслан Сојкан стана Јусуф Сојкан. Истурај. Готово е, Чичо.
Ало. Не го чекај, Ати. Вечерва нема да дојде. Всушност, Ати никогаш нема да дојде, да бидам искрен. А јас и ти лично ќе се видиме утре. Ќе ти одговорам на сите прашања што не можеш да ги поставиш. Ќе те гледам во очи и се ќе ти кажам. Јас ќе ти кажам да се видиме утре, Аслане. Чекај глас. Кој го направи ова? Аслан. Аслан Сојкан. Не издржај, побегна во собата, нели? Мамо, доста е. Зошто постојано ја напаѓаш таа девојка, на вистина не разбирам. Прво, требаше да размисли убаво пред да земе апчиња од тој Атила. Што бараше со тој човек, а? Ако Аслан воопшто дознае, ке полуди самиот. Мамо, Аслан го оставил телефонот дома, нели? Гледај сега. Како да немаме доволно проблеми врз главата? Бог знае, таа ја запозна со Атила. Господјо Хулија, ако некогаш се случи нешто, јас прва ќе ви кажам. Што направи девојката, мамо? Прво семејството Корузаде, па сега Атила, нели? Се што се случува во оваа куќа е поради неа. Јас ништо не направив. Мамо, кажи ти нешто, те молам. Јамур не е виновна, господјо Хулија. Се е моја вина. Не успеав да ја воспитам како што треба. Многу ми е жал. Се извинувам во нејзино име. Се извинувам на вистина. Подобро да родев камен отколку тебе. Што се случи, Што господи се случи, Хулија? мамо? Синоќа избувна пожар во куќата на познатиот медиумски магнат Атила Озилмас. Куќата целосно изгоре и стана неупотреблива. При пребарувањето на урнатините беше пронајдено неидентификувано тело. Останете со нас за повеќе информации. Сега за сега ова не е потврдена информација, но се сомневаат дека телото пронајдено му припаѓа на Атила Озилмас и во моментов телото е пренесено во Институтот за судска медицина за да може да се идентификува. Се надеваме дека за многу скоро ќе ги имаме резултатите и ќе ги споделиме веднаш со вас.
Синко, Јусуф мој, добре дојде. Јагне моје. Боже мој. Аслан што направи? Што направи? Не одржав ни едно ветување што ти го дадов. И нема да можам. Те молам, кажи дека не е вистина. Ти реков дека ќе те заштитам дури и од себе си, така? Сега не можам ни од себе да те заштитам, душа. Јас тебе премногу те сакам. Аслан, што зборуваш? Многу те сакам, верувај. Што Остави ме, зборуваш? те молам. Се молам, замини некаде. Човекот што го знаеше повеќе не постои оној со кого се омажи. Аслан, те молам, не зборувај вака. Те молам, оди, те молам. Јас не можам да се одделам од тебе. Не можам, верувај ми, те молам, тргни се ти од мојот живот. Те молам, оди. Те молам, оди. Те молам, оди. Те молам. Аслан, како да те оставам и да си одам? Не Те можам. молам. Оди, оди, те молам. Оди си од мене. Како да те оставам, Аслан? Не можам да те оставам. Подобро е да разговараме лице в лице, господине Чагари. Да. Може би ќе имаме гости задутре. Мора да се подготвиме. Ве очекуваме. Во ред, пријатен ден. Пак ли ќе се подготвуваме за полициско испрашување? Вие, децата, не ги оставајте на секаде. Нека јадат само во кујната. Кажи му на Толга да внимава што зборува, имаме голем проблем. Убаво го одбележуваме, татко ми. Баш на годишнината од смртта. Лела! Бабо, косата ти е прекрасна. Го виде ли татко ти? Кој? Зар не го виде татко ти? Нарачав кебаб во земјено тенџере, од сој кебаб. Мојот Јусуф го сака тоа многу. Ќе правиме гозба. Кажи му на Џихан дека татко му дојде за да биде денес на маса. Те молам, ајде. Секако ќе му кажам, да, секако. Мамо, колку го викаш ти Јусуф, кажи ми? Хава, фаќај се за работа, Керко. Ајде, не току слушај. Почни со подготовките. Мојот Јусуф. Мојот Јусуф. Мамо?
Мојот драг син, одиш ли? Мамо, излегувам, јас морам да одам сега. Ај, синко, ај, мојот мил. Ај, ми недостасуваше. Направивме кебаб како што сакаш. Сигурно ти недостасуваше. Во Русија, сигурна сум. Ми недостасуваше, така е. Че може сега да одиш горе и малку да прилегнеш и да одмориш, те молам, ни требаш. Во ред? А? Немој да доцнеш на вечера, важи ли, душа моја? Се разбира. Честитки, Хуља. Честитки. Кој беше тоа, Аслан? Илјас ли? Аслан се врати дома. Сите на свое место. Се ли е подготвено? Да, Чичо. Оди сега ти, заврши работа. Јас малку ќе излезам. Во ред, Чичо. Никој од вас да не ја напуштил куќава. Ме слушате ли? Никој. Дали сум јасен? Никој да не ја напушти куќата. Повели? Во ред, Туги. Ало, Душо. Чекај малку, јас ништо не разбирам. Што е ова сега? Што е ова вонредна состојба? Не можеме ли на гробишта да одиме утре? Не зборувај глупости, Лейла. Секако дека ќе одиме. Кога не сме оделе, кажи ми? Ајде го слушна, Аслан, движете се, ајде. Гледаш ли во каква ситуација не стави сестра ти, нели? Јамур, Душо оди во соба. Веќе те замолив да не си игра со моето трпение, господјо Хулија, те молам. Што ќе направиш, а? Што ќе направиш? Да ти кажам јас тебе? Ништо не можеш да направиш. Рацете ти се исто толку валкани колку и нашите. Еве денес пак умре некој. Бидејќи не можеш да го пријавиш сопругот, ќе мораш да молчиш. Или... Подгответе се. Ви испратив локација. Одиме да се сретнеме со Илјас. Во аквариум? Зошто во аквариум, Чичо? Нели ти изгледа сомнително? Веќе е решено и повеќе не размислувам за тоа. Бато, каде? Тргнуваме. Јас? Ти остануваш овде. Но вака, бато. Знаеш ли дека татко ми го засади ова дрво? Сега е само исушена гранка. Како ова семејство. Јамур, се чувствувам како да сум во жива кал. Колку повеќе се борам, толку повеќе тонам. Да можев да си одам од оваа куќа. Сите ќе здивнеа малку од мене. Гледај, ако некој треба да се замине, тоа не си ти. Се ова е поради мене. Јас сум и причината. И виновникот.